Во исчекување на писмените гаранции на СДСМ за платформата на албанците, македонското општество се прекршува околу тоа дали да се прифати двојазичност на целата територија, дали е време за менување на знамето, химната и грбот, дали треба да се ослободат обвинетите и осудените во случаите Монструм, Сопот и Диво населје. Додека СДСМ тактизира, ВМРО-ДПМН излезе со став дека ваквите поместувања на етничките прашања нема да и донесат добро на Македонија. Сител денеска ги прашува лидерите на помалите партии, дали за вас како граѓани е прифатлива платформата на албанските политички партии. Последица на изборната кампања. Сето оно што беше отворено во изборната кампања или целиот дефокус од крупните теми кои што требаше да бидат во кампањата, денеска ја имаме во оваа ситуација и во оваа тема која што е отворена по изборите. Во таа смисла, значи, за неа секако сега сите учесници во преговорите за формирање влада веќе разговараат и тоа е очигледно и по самото прашање што го поставувате. Барањата од платформата на албанците за лидерите на албанските политички партии се на ниво на заклетви. Како што велат тие, за нив не може да се преговара. Дали е тоа уцена за македонските политички партии и македонските граѓани? Во оној момент кога во изборната кампања мнозинството учесници, особено главните, решија да ги избегнат клучните точки, прибе, реформите кои што треба да се случуваат во нашите институции, владењето на правото, кога се заборавија сите економски прашања, логично е дека таа платформата и многу други прашања влегуваат веќе во фокусот на интересот, така да кажеме, на оние кои што сакаат да го создадат мнозинството. Заради тоа и сега влеговме во двомесечен застој и сите забелешки и сите сугестии од странските пријатели се во тоа да се формира влада што е можно побрзо. ВМРО-ДПМН веќе одлучи дека за нив инсталирањето на двојазичност на целата територија е неприфатливо. Лидерот Груевски потврди дека неговата партија ја отфрли платформата на албанците, што ги чинеше неуспех во преговорите со ДУИ и им стави пречка на патот до Илинденска. Во СДСМ се уште тактизираат, иако во периодот пред изборите најавуваат двојазичност на целата територија. Вреди ли да се тргуваат македонските национални интереси во замена за удобните кожни фотели во владата, кога би биле на местото на Груевски и Заев и кога владата би ви зависела само од прифаќањето на оваа платформа, дали би ја прифатиле? Сите, зошто во текот на кампањата Либералната партија се држеше до клучните прашања владење на правото и развој на бизнес климата, развој на економијата и така натаму. Второ, во овој момент разбираат сите и зошто странските пријатели предложија и сугерираат што е можно поширока основа на формирањето на владата. Да сум на нивно место, сериозно би размислил за тоа како да се прошири основата за клучните прашања, сите прашања всушност да бидат ставени во рамки на дискусијата како во 4 годишна влада, во 4 годишен мандат да излеземе од застојот и во политичкиот и во економскиот дел. Во спротивно, предизвиците за Македонија ќе бидат многу потешки од сегашните. Значи, да размислам за тоа што требаше да значи и што значи повикот за што е можна поширока основа на владата. Мислам дека тука со тоа се резимираат сите предстојни замки, сите предстојни процеси и сите потреби кои во Република Македонија ги имаат граѓаните, а не политичките партии.